поставена како обществена потреба. Од вака поставената теза, несомнено е дека професијата полицаец е професија која што е изложена на јавната перцепција и креирањето на јавно мислење многу повеќе од било која друга професија. За Министерството за внатрешни работи од извонредно значење да се следи трендот на развој на јавната доверба на полицијата, перцепцијата и ставовите на граѓаните кон полицијата, кои се основа за евалуација на капацитетите на МВР, но и добар показател за безбедносните проблеми кои предизвикуваат најголема загриженост кај граѓаните. Довербата во полицијата е клучна во процесот на развивање на демократската полициска служба, која во центарот на своето постапување ги става заштитата на човековите права и слободи. Во таа смисла, свесни сме дека процесот на градење доверба не смееме да го анализираме независно од процесот на јакање на професионализмот во полициското работење и изголемувањето на квалитетот на полициските услуги. Во контекст на денешниот настан, од изборното значење да се промовираат резултатите од спроведеното емпириско истражување, кое согласно методологијата и ова година по 9-ти пат беше спроведено со примерот од 2600 граѓани и 500 полициски службеници. Ваквиот пристап го ценам за многу значаен, пред се затоа што на овој начин ја имаме можноста за проценка на ставовите, перцепциите, очекувањата, но и состојбите кои предизвикуваат загриженост кај граѓаните. Ставовите и перцепциите овозможуваат да го развиваме имиджот на полицијата и да влијаеме корективно на одредени прашања во делот на етичкото, професионално и законитото однесување на полицијата. Ова е така пред се затоа што несомнено е дека полицијата својот легитимитет го црпе од граѓаните. Легитимитетот на полицијата по правило е одраз на одговорноста, транспарентноста и моделот на полициското работење. Одговорноста на институцијата ја потврдуваме преку воспоставување стандарди и процедури за работа кои се во рамки на владењето на право. Од друга страна, транспарентноста ја потврдуваме преку навремено и објективно информирање на граѓаните, како и преку давање отчет за својата работа. Полицијата секојдневните задачи може успешно да ги извршува само ако ужива легитимитет. Отсуството на легитимитет значи отсуство на доверба, неприфатеност и отпор кон полицијата. Оттаму за нас од исклучително значење да ги следиме ставовите на граѓаните за работата на полицијата, но и да ги следиме ставовите на полициските службеници како коректив на развивањето и креирањето на политики во развој на полицијата. Ценам дека истражувањето од овој вид создава реална предпоставка за подлабока анализа на прашањата кои се однесуваат на задоволството на граѓаните од работата на полицијата. Ако се има предвид дека со истражувањето се опфаќаат корпус на прашања кои се однесуваат на чувството на безбедност кај граѓаните, искуства на граѓаните со полицијата која самите биле жртви на кривични дела, искуства на граѓаните од контакти и комуникација со полиција, задоволство од работата на полицијата и чувство на доверба во полиција, прашањата за еднаков третман на граѓаните, прашањата за родова еднакост во полицијата, корупцијата, познавањето на полициската работа и општата слика за полицијата, ценам дека истото создава исклучителна можност за анализа на имиджот и статусот кој што го има полицијата во нашето општество. Оваа заложба значи дека ние сакаме да ги слушнеме и да одговориме на она што ни го кажуваат луѓето, да работиме постојано на развивање на капацитетите за навремено идентификување на проблемите и изнаоѓање на заеднички решенија на локалните проблеми. Дозволете ми уште еднаш да ги истакнам заложбите за целосна посветеност на потребите на граѓаните и оваа определба на Министерството за внатрешни работи се заснова на важечката правна рамка, како и на организацијската структура на Министерството и посветеноста на Министерството за внатрешни работи за развивање на транспарентна и услужна организација која во центарот ќе го стави човекот, човековите права и слободи